Советот на општина Кочани денеска ја одржа 15-та редовна седница на која на дневен ред беа поместени повеќе значајни точки. Уште по првата точка која се однесуваше на извештаите за работа на општинските основни и средни училишта за учебната 2017-2018 година се разви жестока дискусија помеѓу власт и опозицијата. Основна точката од дневен ред во која што ги имаме извештаите за работењето на општинските основни и средни училишта, најпрво би сакал, бидејќи е неминовно да се искоментира дека изостаноците кои што се во енормно голем број, кој што е тренд, кој што е навистина лош тренд, мораме да ја побараме причината, која е причина за доведување на отсуството на учениците во училиштата. И мислам дека или од одговорниот за образование, меѓутоа и конкретно од директорите да искочеме со одговори која е причината и дали има начин да се спречи овој лош тренд, бидејќи на учениците местата и во училиштата, и мислам дека со отсуството од настава дека ќе предизвикат кон лоша едукација пред се за себе, меѓутоа и за лоша слика пред се за нивната иднина. Благодарам председателе, почитувам градоначалник, почитувани колеги советници. Искрено сакам да премолчам како опозиција по однос на оваа точка, сакајќи да дадаме на нова димензија, бидејќи ако се сеќаваат колегите од претходните мандати, 4 години претходно ние како советници по однос на оваа точка имавме дискусии, жолчни дискусии дури по 2 часа. И тоа по една единствена прашање во односи на дневниот ред. Дали се извештаи, извештај, па посебно за секој училиште, па посебно за сите, па зошто биле сите, се со една единствена цел да се излезеше овде, да се критикуваше гласно, да се кажува некои работи. Извештаите по однос на училиштата ги гледав и јас, значи се скоро исти како и претходно, копи-пейст, со одредени измени, и затоа должен сме да кажам, разликата помеѓу сега и претходно, ние ќе гласаме за тие извештаи заедно со една единствена работа, затоа што знаеме дека состојбата во образованието е катастрофална. И таа состојба трае со години, и во наше време и продолжува и сега. Ние како советници сме должни да дискутираме, меѓутоа сме должни и да дадеме образложение за одредени работи и да помогнеме како советници. Потоа со множество гласови беше изгласано давањето согласност за формирање паралелки со помал број на учениците во училиштата. Извештајот за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани за период од 1.1. до 36. не предизвика поголем интерес кај советниците, а без дискусија поминаа и поголем број други предлог, одлуки и програми, како предлог планот за изменување на годишниот план за вработување во општина Кочани за 2018 година, извештајот за завршувањето на буџетот на општина Кочани за период втор квартал од 2018 година, предлог одлука за доделување награди на Петролиенскиот турнир во мал фудбал, предлог одлука за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки на општина Кочани за 2018 година, предлог програмата за изменување и дополнување на приоритет на проектот поврзување на село Ризари со град Кочани, улица Ангелсова, прв дел, и поврзување на градче со град Кочани. Предлог одлука за давање согласност за намената на инвестицијата поврзување на село Ризари со град Кочани, улица Ангелсова, прв дел, и поврзување на село Градче со град Кочани. Предлог одлуката за утврдување на приоритет на проектот асфалтирање и реконструкција на улици во селата Долни Подлог, Мојанци, Тракање, Прибачево и Оризари. Предлог одлука за давање согласност за намената на инвестицијата асфалтирање и реконструкција на улици во селата Долни Подлог, Мојанци, Тракање, Прибачево и Оризари. Предлог одлука за утврдување на приоритет на проектот локален пат место викано Крушка, место викано Ајдар, прв дел, и за давање согласност за намената на инвестицијата локален пат место викано Крушка, место викано Ајдар, прв дел. Предлог одлука за сопствено учество ко финансирање на проектот изградба на пристапен пат од село Оризари до манастир Пресвета Богородица кај Добра вода. Дискусија се разви околу предлог програмата за одбележување на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, која дури по поединечно гласање доби виза за реализација.